За господинот Минуски, мене економија од Русија, сега гледаме дека повторно оди над $100. Тешко е да се прогнозира, претпоставувам. Меѓутоа, една од идеите е дека беше, односно одговорот на аналитичарите кај нас беше дека всушност тоа е затоа што G7 се интервенира. Освен тоа има можности за преработка на нафтата од шкрилци, која што кога е цената над $90 по барел станува исплатлива. Што се однесува до Европа, односно Европска унија, околу 10% од потребите за нафта ги задоволува токму од нафтата и нафтените деривати кои што доаѓаат од овој регион. Меѓутоа, голем добавувач на енергенси во минатото на европските држави беше Русија. Се користеше руската нафта. Меѓутоа, со случувањата во Украина имавме политика во која што се инсистираше комплетно да се елиминира користењето на рускиот газ и нафта. Економија, заради тоа што не само што немаме да имаме раст, туку екстремно ќе се зголемуваат долговите, државите ќе се задолжуваат, ќе се зголеми печатењето на пари, ќе имаме зголемени каматни стапки, инфлацијата ќе расте заради тоа што прекинот во производството на нафтата или уништување на тие рафинерии ќе значи неопходност од повеќе месечно или да не кажеме и годишно нормализирање на состојбите.